Централен дневник на К1 телевизија. Со настаните кои го одбележаа денот започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Со изградба на елитна населба, етно село и патна инфраструктура ќе се зголемува туристичката понуда на езерото Младост. Велешкиот полигон од вчера пуштен во употреба. На истиот се обучуваат и полагаат идните возачи од Вардарскиот регион. Започна процедурата за спојување на паралелки од основното општинско училиште Рајко Жинзифов Оризари кон основното општинско училиште Васил Главинов. Појасот околу езерото Младост ќе доживее комплетна урбанизација. Во план е изградба на едно село и издавање на дополнителни локации од елитната населба, со што ќе се зголеми туристичкиот потенцијал на Велешкото езеро. Со изградбата и на патната инфраструктура ќе се развива и транзитниот туризам на оваа атрактивна локација. Комплексот околу езерото Младост ќе добие комплетно нов инфраструктурен лик. Општината интензивно работи на сите опции за зголемување на туристичкиот потенцијал кој го има Велешкото езеро. Со најавената изградба на пат кој ќе го поврзе езерото директно со автопатот Скопје-Велес, ќе се реши основната инфраструктура и ќе се зголемат шансите за транзитен туризам на оваа атрактивна локација. Изградбата на елитната населба дополнително ќе придонесе за привлекување на туристи и повторно заживување на летната сезона на Младост. Езерото го нуди она што го нуди секое природно езеро, значи имаме и доволен број на капацитети во сегмент на посета, сместување, користење на дневни плажи и сето она што е потребно за туризмот. Токму ние овој сегмент сега ова што го работиме, скоро ќе го објавиме и продажбата на 43-те локации што ни се во продолжение на населбата предвидени. Во склоп на урбанизацијата на појасот околу Велешкото езеро ќе никнат нови хотелски, туристички и гостителски капацитети. Проектот што го планираме за етно село во наредниот период кој ќе биде сместено на ова атрактивно место кое што се наоѓа во непосредна близина и на езерото, во непосредна близина и на самиот пат и на наплатната рампа. Локациите кои ќе се урбанизираат се приоритетни за општината, за локален економски развој, но и развој на ловниот, риболовниот и транзитниот туризам. Промоцијата на езерото како туристичка атракција не ја исклучува можноста и за привлекување на странски директни инвестиции. Стопанските комори бараат брзо решавање на политичката криза за спас на економијата, со конкретни мерки за да се ублажат последиците кои би ги сносиле македонските компании ќе излезат идната недела. Предлог мерките за излез од политичко-економската криза, пред да бидат објавени, треба да бидат одобрени од раководните органи на секоја од коморите. Сакаме прво ова да го доведеме, да го оттргнеме елементот кој што е генератор на кризата, потоа да зборуваме за конкретни мерки кои што пак ќе бидат повеќе во макроекономски план, а потоа и во микроекономски план. Дел од магистралниот пат А4 е затворен за сообраќај поради изведување на градежни работи. Во наредниот период сообраќајот ќе се одвива по стариот пат до Овче поле. Затворен за сообраќај е дел од автопатската делница Свети Николе Штип. Поради интензивирање на градежни работи за градба на магистралниот пат А4, односно делницата Скопје Свети Николе Штип, од денеска автопатот е затворен за сообраќај од 18 до 47 километар, до постојната клучка Кадрифаково. Автомотосојузот на Македонија информира дека градежните работи ќе ги изведува градежното друштво Гранит. Сите активности се во согласно со одобрението за времен режим на сообраќај. Изградбата на делницата ќе се одвива во наредните 2 години и во тој период сообраќајот ќе биде целосно пренасочен преку регионалниот пат П1204, односно стариот пат до Овчеполе. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација.
За 72,3% е зголемен бројот на превезени патници во меѓународниот автобуски превоз во првиот квартал годинава во однос на истиот период од 2013 година, објави денеска Државниот завод за статистика. Според овие податоци, кај градскиот превоз има зголемување на бројот на патници за 2,6%, во меѓуградскиот превоз за 23,5%, а во приградскиот намалување од 8,2%. Во однос на првиот квартал лани од 2014 година, бројот на патничките километри во градскиот превоз е намален за 3%, во приградскиот превоз за 28,2%, додека во меѓуградскиот превоз е зголемен за 8,4% и во меѓународниот превоз зголемувањето изнесува 71%. Живко Митревски останува председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Мнозинството од вкупно 113 делегати на 19-тиот конгрес на ССМ што денеска се одржа во Охрид, гласаа Живко Митревски да продолжи да раководи со синдикатот. Деталите слушнете ги во прилогот на колегата Риста Нејковски од О2 телевизија. Живко Митревски е реизбран за председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Мнозинството од вкупно 113 делегати гласаа Митревски да продолжи да раководи со синдикатот. Тој беше единствен кандидат за лидерската функција. Во својот говор Митревски ги посочи приоритетите за кои во иднина ќе се залага да се остварат, како би се подобриле правата на работниците. Председателот на ССМ посочи дека во идниот период ќе го афирмираат концептот на едукација, подобрување на информираноста, а во насока на тоа најави и формирање самостојно телевизиско емитување. Како представници на работниците во идниот период ќе бараме понатамошно подобрување на социјалната и материјалната положба на работниците и граѓани во Република Македонија, доследно почитување и примена на работничките права на сите нивоа. Бараме елиминирање на опасност од нееднаквост на работниците, елиминирање на разликите и третманот на работниците во приватниот и јавниот сектор. Председателот на ССМ нагласи дека ќе бараат понатамошно напредување на социјалниот диалог и поголема вклученост на синдикатот при подготовката на сите закони поврзани со работниците, како во приватниот така и во јавниот сектор. Митревски најави и залагање за безбедни и здрави услови за работа. Во идниот период посебно ќе се фокусираме на потпишување на колективни договори на сите нивоа, како во малите и средните предпријатија, така и во големите, во приватниот сектор, како за работниците од приватниот сектор, така и за вработените во јавниот сектор и администрација. Бараме обезбедување на сигурни работни места, обезбедување на траен работен однос на неопределено работно време. Митревски најави и заложба за обезбедување на сигурни плати за сите работници кои ќе обезбедат пристоен живот, а во таа насока истакна дека ќе бараат имплементација на протокол за социјален напредок. Тој најави и дека во иднина синдикатот ќе прерасне во една современа демократска организација препознатлива по својата солидарност. Во своето обраќање Митревски се наврати на досегашните реализирани активности. Митревски на оваа функција од октомври 2010 година, кога беше изгласан на 18-тиот конгрес. Сдруженијето на семејни лекари очекува реформите во здравството да помогнат семејните лекари да бидат основа на здравствениот систем. Намалувањето на административните задачи би придонело за почести посети на пациентите и во домашни услови, велат лекарите. Семејните лекари очекуваат да бидат основата на здравствениот систем со реформите во здравството. Потребно е да се превземат чекори со кои би се намалила административната работа, велат Сдруженијето на семејни лекари. Доколку тоа се овозможи, тие би можеле да пружаат услуги на пациентите во домашни услови, кога тоа е најпотребно. Семејните лекари треба да одат за своите пациенти кои што не можат да дојдат до амбулантата во домашна посета. Тоа не е многу застапено, но понатака со растеретување од административните од администрацијата со која што е оптеретен семејниот лекар, мислам дека ќе има повеќе можност и во домашни услови да му пружи здравствена услуга на пациентот. Од Сдруженијето на семејни лекари се поистоветуваат со матичните лекари. Познато е дека до крајот на 2020 година сите матични лекари треба да станат специјалисти по семејна медицина. Матичен и семејен лекар е едно исто. И матичниот и семејниот лекар си има своји пациенти кои што добро ги познава, ја знае фамилиарните наследни болести, ги знае многу детали од начинот на реагирање на различни болести, наследни болести, ви кажав,
Така да владее со повеќе податоци отколку другите специјалисти. Семејните лекари најдобро ја познаваат здравствената состојба на своите пациенти и токму тие се очекува да придонесат за растаретување на здравствениот систем на секундарно и терцијално ниво. Кандидатите кои се обучуваат за управување на моторни возила од вчера можат да го користат велешкиот полигон. Причините поради кои полигонот повеќе од 2 месеци беше затворен се одредени недостатоци кои при редовната контрола ги утврди Министерството за внатрешни работи. Повеќе за ова во прилогот на колешката Елица Радевска. Кандидатите кои се обучуваат за управување на моторни возила може да го користат велешкиот полигон. Конечно решението за истото е во раците на Сдружение на возачи, иако истите одбивале да ги санираат неправилностите, велат од испитниот центар. Причините поради кои полигонот повеќе од 2 месеци беше затворен се одредени недостатоци, кои при редовна контрола ги утврди стручна екипа од Министерството за внатрешни работи. Да, од вчера започнавме со редовните испити, пошто после испитот на полигон продолжуваме со испитот во градски услови возење. Така да ги повикувам сите автошколи и сите заинтересирани кандидати. Имајќи предвид дека веќе и времето се стоплува, дека започнува и сезоната на мотоцикли и мотоцикли со помошни мотори, така да може слободно да доаѓаат, да ја извршат обуката и да отпочнат со полагањето. Со решавањето на овој проблем, автоматски се решава проблемот на автошколите на кои работата им беше закочена. Кандидатите кои веќе го положиле теоретскиот дел, сега може да го полагаат вториот задолжителен дел, полигон и градско возење. Полигонот во Велес е регионален полигон, значи од Велес до Демиркапија сите автошколи и сите кандидати за возачи полагаат на нашиот полигон, така да ќе имаме од почетокот можеби малце згустен сообраќај, ќе имаме повеќе кандидати, меѓутоа летово работиме со двете комисии, не правиме никаква пауза за годишните одмори, така да ќе го решиме проблемот без проблем. Двомесечниот застој во полагањето не оштети ниту еден кандидат, но од испитниот центар велат дека доколку општина Велес останеше без полигон, голем број од кандидатите е во зависност од тоа кога го извадиле лекарското уверение, ќе немаа право на полагање затоа што истото ќе им беше поминато. Инаку лекарското уверение е со рок на важност од 1 година и 6 месеци. Учениците од основните училишта ќе учествуваат во проект за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Волонтирајќи на терен заедно со полициските служби, 25 ученици ќе бидат пример за совесни и правилни учесници во сообраќајот. Сакате да поминете преку пешечки, па не ви застанале на пешечки, може и тоа да се случи. Обично тие што возат кола се брзаат негде. Учениците од основните училишта ќе се едуцираат и ќе апелираат за поголема безбедност во сообраќајот. Обуката ќе се одвива во теоретски и практичен дел. Основците најнапред ќе се запознаат со примарните сообраќајни правила и преку конкретни примери ќе ги воочат последиците од несовесното и неправилното учество на возилата и пешаците во сообраќајот. Проектот го спроведува општина Велес во соработка со Црвениот крст и Велешката полициска станица. Тие се уште не се учесници во сообраќајот, но мораме да ги подготвиме, пошто следниот чекор овие дечиња, 6-7 оделение, потоа 8-9 деветолетка, веќе имаат право, а тие се веќе и најмали учесници во сообраќајот, почнуваат да возат мопеди и тука веќе се самите директно вклучени во сообраќајот, така да овие работилници многу помагаат во тоа. Вкупно 25 ученици ќе учествуваат во теренските активности, каде ќе биде прикажан хуманитарниот карактер на овој проект. Учениците како волонтери ќе патролираат низ Велешките улици заедно со полициските служби. Заедно со полицајците, со сообраќајците да делуваат и на граѓаните да ги опоменуваат со жолт картон, да помагаат при преминувањето на пешачкиот премин на стари изнемоштени лица и секако да се грижат за безбедноста нивна во сообраќајот, со тоа што самите ќе докажат колку расте свеста кај учениците за безбедноста во сообраќајот и ќе го дадат својот допринос. На првата едукативна работилница учествуваа учениците од основното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот. Во наредните денови едукацијата ќе се спроведе низ сите основни училишта во Велес.
На барање на родителите и учениците од Превалец, кои учат во основното општинско училиште Рајко Жизифов, започна процедурата за спојување на паралелки кон основното општинско училиште Васил Главинов. Советот на општина Велес констатира дека анализата е основа за дополнителни консултации со Министерството за образование и наука. Започнува процедурата за спојување на паралелки од општинското основно училиште Рајко Жизифов кон општинското основно училиште Васил Главинов. Ова произлезе на барање на родителите и учениците од Превалец кои учат во општинското основно училиште Рајко Жизифов. На последната седница на Советот на општина Велес се разгледа анализата за иницијатива за покренување постапка и за оправданоста на истата. Во прилог на истиот оди и фактот дека градскиот превоз од населбата кон училиштето Васил Главинов е соодветен за превоз на учениците. Констатира дека оваа анализа е основа за дополнителни консултации со Министерството за образование и наука и останатите институции засегнати страни. Во координација и консултација со советничките групи го донесуваме овој заклучок по оваа точка. Според анализата, целта на спојување е оправдана. Реална е состојбата на природно гравитирање на објектот кон градот. Превалец веќе не е населено место во рамки на општина Велес, туку дел од градот. Образовниот процес ќе продолжи да се одвива во истиот објект во Превалец, со тоа што 4 паралелки ќе бидат дел од општинското основно училиште Васил Главинов, а не подрачно училиште. Седумстотини ученика ќе можат да се запишат во прва година во средните училишта во Кавадарци. Уписите ќе се вршат во 2 уписни рока во јуни и август. Првото запишување ќе биде на 22 и 23 јуни, а резултатите ќе бидат објавени на 24 јуни. Според конкурсот за упис на ученици во прва година во средните училишта кој Министерството за образование и наука го објави, во средните училишта во Кавадарци ќе се запишат вкупно 782 ученици. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во 2 уписни рока, во јуни со 2 пријавувања и во август со 1. Првото пријавување и запишување е на 22 и 23 јуни 2015 година, а резултатите и останатите слободни места ќе бидат објавени на 24 јуни. Во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци во прва година слободни места има за вкупно 238 ученици, во 7 паралелки со настава на македонски јазик и тоа за гимназиска струка и економско-правна и трговска струка. Во средното општинско училиште Киро Спанџов Брко во прва година ќе се запишат 272 ученици, во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за машинска, електротехничка и геолошко-рударска и металуршка струка. И во средното општинско шумарско земјоделско училиште Ѓорче Петров во прва година ќе се запишат 272 ученици и тоа во 8 паралелки со наставни планови и програми за шумарско дрвопреработувачка струка со 3 смера и земјоделско-ветеринарна струка со 4 смерови. За прв пат оваа година во ова училиште ќе биде отворена и првата спортска паралелка. Целта на спортската гимназија е учениците спортски таленти да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да станат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис. Учениците ќе бидат подложени на посебна специјално за оваа намена креирана програма за образование и тренинг. Велешкиот кајакар Љубомир Спасејќ, пласирајќи се и оваа година во составот на македонската кајакарска репрезентација, утре заминува на Европскиот кајак шампионат што ќе се одржи во Германија. Успешните настапи од државните кајак надпревари кои се одржаа во април на Матка го одведоа македонскиот кајак репрезентативец Љубомир Спасиќ да се пласира на многубројни европски и светски надпреварувања кои го очекуваат летово. Спасиќ напорно тренира за настапите на Европското првенство во Германија, на кое заминува утре со надеж за добри резултати и успешни настапи во Лајпциг на водите од стазата Марк Леберг. Јас вложив максимален труд. Максимално се подготвував, имав тренинзи трчање, теретана, тренинзи на вода, значи кои што ги обавував дел од нив овде, дел на патеката Матка во Скопје.
Јуни е месецот во кој Љубомир го очекуваат најголемиот број од меѓународните надпреварувања. Од 4 до 7 ќе настапи на Европското првенство во дисциплината спуст, на 10 и 11 во Бихаќ на двата европски купа, финалето на европските купови од 13 до 16 во Целје, за повторно во Словенија од 16 до 21 да учествува на светските купови во категориите спринт и спуст. Не подпомага и општина Велес, која што секоја година, така и оваа година, доделува финансиски средства за учество на меѓународни надпревари. Мислам дека овие надпревари кај што јас ќе настапам се од највисок ранг. Светските надпреварувања за нашиот репрезентативец продолжуваат и го очекуваат на одлично познатата патека Вербунд во Австрија, каде летово ќе учествува на финалето од светскиот куп и светското првенство на кое настапи минатата година. Владиниот авион, во кој делегацијата предводена од премиерот Никола Груевски се враќаше од Страсбург, слетал принудно во Цирих. Собранието го доби ISO 9001-2009 сертификатот. Владиниот авион со кој патува делегацијата предводена од премиерот Никола Груевски, враќајќи се од Страсбург, принудно слетал во Цирих. Според изјавата на портпаролот на владата Александар Ѓоргиев, премиерот Груевски и сите други патници во авионот се добри, а надлежните служби треба да ги преземат сите действија за утврдување на фактите. Првичните информации се дека настанал дефект во летот на авионот. Според владиниот портпарол, најверојатно се случила декомпресија на авионот кој е стар не повеќе од 8 години. При патувањето се слушнал гласен и продорен звук, пошто дошло до пореметување на внатрешниот притисок. Па пилотот веднаш се обидел да ја намали висината и по протокол за вакви ситуации да го слета авионот на најблискиот аеродром, појасни владиниот портпарол Ѓоргиев. Собранието на Република Македонија од денес и формално се здоби со сертификатот ISO 9001-2009. Меѓународниот сертификат е доделен врз имплементирањето на сите иновации и стандарди во работењето, пред се во подигање на законодавниот процес и парламентарната демократија. Сертификатот не е само признание за постигнатиот квалитет, туку и предизвик за понатамошното имплементирање на најдобрите практики, иновации и стандарди на секојдневното работење во законодавниот дом, се наведува во соопштението од Собранието на Република Македонија. Во операцијата Тритон, француски воен брод вчера спаси повеќе од 300 мигранти во водите на Средоземното море. Екстремистичката џихадистичка организација Исламска држава ја контролира половина Сирија. Француски воен брод вчера спаси повеќе од 300 мигранти во водите на Средоземно море во операцијата Тритон. Француските власти информираат дека меѓу спасените се наоѓале и 50 на жени и деца. Бродот во кој се наоѓале бил забележан од италијански авион кој бил вклучен во оваа операција. Тритон операцијата започна во 2014 и истата ќе трае до крајот на оваа година. Целта на оваа операција е да се помогне на Италија во контролата на поморската граница и прифаќањето на мигрантите. Во Италија од почетокот на оваа година до сега се истовариле 34.000 мигранти, а 1770 загинале или исчезнале во обид да го поминат Медитеранот. Екстремистичката џихадистичка организација Исламска држава ја контролира половина Сирија. Според Сириската обсерваторија за човекови права, џихадистите се присутни во 10 од вкупно 14 провинции. Под нивна контрола се и повеќето нафтени наоѓалишта во Сирија. Овој извештај е издаден откако и античкиот град Палмира, што се наоѓа во централна Сирија, падна во рацете на Исламската држава. Воздушната база, затворот и седиштето на разузнавачката служба се под нивна контрола, а во судирите при нивното преземање загинале најмалку 100 припадници на провладините сили. Се уште нема информации дали се уништени и артефакти. Сириските државни медиуми јавуваат дека провладините сили се повлекле од градот. Градот е на листата на светско културно наследство на УНЕСКО и представува стратешка воена локација меѓу градовите Хомс и Дамаск. УНЕСКО повика на моментален прекин на судирите во Палмира во Сирија, апелирајќи на меѓународната заедница да направи се што може за да се заштити населението и да се сочува уникатното културно наследство.
Германскиот канцелар Ангела Меркел денеска изјави дека нема да има никакви средби во рамките на Г8 со Русија, додека Москва не ги почитува основните заеднички вредности на демократијата и владењето на правото. Настаните во Украина се причина поради која во Елмау ќе се сретнеме со формат Г7, а не Г8, изјави Меркел пред парламентот, зборувајќи за форумот во Баварија следниот месец кој ќе се одржи без учество на Русија. Ние Г7 ја гледаме како збирна вредности, а тоа значи да работиме заедно за слобода, демократија и владење на правото. Тоа значи да се почитуваат законите на државите и нивниот територијален интегритет, истакна Меркел. Акциите на Русија во Украина не се во согласно со тоа. Не може да зборуваме за враќање на форматот Г8, додека Русија не действува согласно тие основни вредности, нагласи германската канцеларка. Фудбалерите на Работнички ја одбранија титулата во Купот на Македонија, победа за Металург и Вардар. Екипите на Работнички во финалето на 23-то издание на Купот на Македонија на арената Филип II во Скопје го победи Тетекс со 2:1. Тетекс во финишот на првото полувреме, односно 45-та минута, со голот на Чурлинов поведе со 1:0. Во второто полувреме Работнички заигра многу поофанзивно, а таквата игра резултираше со гол на Блажи Иловски во 68-та минута за изравнување на 1:1. Само 2 минути подоцна Тетекс остана со играч помалку на теренот, откако Стојановски го заработи вториот жолт картон, автоматски црвен. Тоа го искористија фудбалерите на Работнички и со голот на Маријан Алтеј Пармаковски на 73-та минута дојдоа до пресвртот 2:1, што беше и конечен резултат на финалниот меч. За романтичарите ова е четврти триумф во националниот куп. Првите два ги освоија во 2008 и 2009 година, а и овој пат два пати во низа стигнуваат во трофеј во 2014 и 2015 година. Ракометарите на Металург забележаа победа на гостувањето во Радовишка и истоимената домашна екипа. Во надпреварот од шестото коло на ракометниот плейоф, екипата на Металург го совлада Радовиш со 7 гола разлика, односно 29:22. До петата победа во 6 одиграни средби во плейоф конкуренцијата. Составот од Скопска автокоманда го предводеше Војводич со 7 постигнати голови, еден повеќе од Ојлевски и Чупик. По 6 гола кај домакините постигнаа Ордев и Илиев. Вардар беше убедлив во Прилеп со 36:24. Тоскич и Марковиќ беа предводници на црвено-црните до новиот триумф со по 7 погодоци, 4 постигнаа Прибак, а по 3 имаа Шишкарев, Дибиров и Караджик. Водечките луѓе на кошаркарската АБА лига синоќа излегоа со официјално соопштение во кое потврдуваа дека во иднина клубовите ќе поседуваат 80% од целокупното надпреварување. Овој така наречен договор бил потпишан од 9 клубови кои се надпреваруваат во регионалната кошаркарска лига, меѓу кои МЗТ Скопје, додека овие обврски не ги потпишале екипите на Металец, Црвена звезда и Мегалекс. На иницијатива на клубовите, по нацртот на новиот колективен договор, мнозински права во лигата, односно 80% екипите во рацете на тимовите, стои во дел од соопштението на АБА лигата. Атланта загуби од Кливленд, Сандерленд дел од премиер лигата. Вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Атланта Хокс доживеа пораз на домашен терен на првиот меч од финалната серија на Истокот, откако загуби од Кливленд со 97:89. Кралот Джеймс на овој надпревар постигна 31 поен, додавајќи 8 скокови и 6 асистенции. Сепак, јунак на тимот беше J.R. Смит, кој мечот го заврши со 28 поени, постигнувајќи 8 тројки. Најдобар кај Атланта беше Джеф Тик со 27 поени, додека 16 имаше Ал Хорфорд. Македонскиот кошаркар Перо Антич на овој меч одигра 10 минути, не успеа да постигне ниту еден поен, а запише само 3 дефанзивни скокови. Вториот меч од финалната серија се игра ноќта помеѓу петок и сабота, исто така во Атланта.
Екипата на Сандерленд успеа да избори опстанок во премиер лигата откако синоќа на гостувањето кај Арсенал одигра нерешено 0:0 и со освоениот бод во пресрет на последното коло е надвор од опасната зона. Ова беше одложен надпревар од 33-тото коло, а Арсенал со освоениот бод го потврди третото место и директен пласман во Лигата на шампионите следната сезона. Последното коло од премиер лигата кое се игра во недела ќе решава за тоа кои екипи ќе играат во Лига Европа и кои ќе ја напуштат премиер лигата покрај Барнли и Квинс Парк Рейнджерс. Најзагрозени се Нјукасл со 36 бодови и Хал со 34. За една екипа ќе нема радост. Екипата на Јувентус има одлична сезона, откако ја одбранија шампионската титула, го освоија и пехарот во Купот на Италија, а воедно ќе играат и финале во Лигата на шампионите. Фудбалерите на Јувентус го освоија италијанскиот куп, откако синоќа во финалето на Олимпискиот стадион во Рим го победија Лацио со 2:1 по продолжение и по 20 години се радуваа на ова надпреварување. Решавачкиот гол во 97-та минута го постигна Алесандро Матри. Со овој триумф Јувентус ја прекина серијата од 20 години без триумф во италијанскиот куп, а ја освои вкупно 10-та титула во ова надпреварување. Последен пат старата дама го освои купот во 95-та, а до овој триумф уште 3 пати беше финалист и ги губеше дуелите. Времето денеска сончево и топло. За утре се очекува пороен дожд, грмежи и засилен јужен ветер. Еве е деталната временска прогноза. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и натаму со програмата на К1. Пријатно.